Почитувани граѓани, пред точно 2 години, на 27. април, овде, во Собранието на Република Северна Македонија, се случи најцрниот ден на демократијата во нашата држава. Насилници под контрола на ВМРО-ДПМН упаднаа во Собранието и се обидоа да убијат пратеници, новинари, да ја загрозат демократијата и уставниот поредок. За само 2 години нашата татковина ја живее слободата и демократијата. Има свое место во НАТО и е на чекор од добивање на датум за преговори со Европската унија. Почитувани граѓани, 27. април не сме никогаш повеќе да ни се повтори. Затоа не смееме да дозволиме повторно да се врати режимот на ВМРО-ДПМН. Христијан Мицкоски и неговата кандидатка Гордана Силјановска-Давкова не само што не го осудија насилството, туку се ставија во одбрана на насилниците и криминалците. Згора на тоа, Силјановска е директно поддржана од осудени насилници за наставите на 27. април, како што се Игор Јук и Јане Ченто, осудени за терористичко загрозување на уставниот поредок. На овие избори, гласот за Гордана Силјановска е глас за насилниците од 27. април, глас за режимот на Никола Груевски и глас за насилствата поддржани и поттикнати од ВМРО-ДПМН. На државата и на граѓаните тоа воопшто не им треба. Граѓаните не смеат и нема да дозволат на чело на државата да застане некој кој е поддржан од криминалци и насилници. Затоа на 5. мај граѓаните ќе ја потврдат предноста на Стево Пендаровски и ќе дадат масовна поддршка на неговиот концепт кој што води напред. Нашата Македонија ќе добие вистински претседател на сите граѓани, кој нема да брани криминал, туку ќе се залага за правда и за еднаквост на сите граѓани без исклучок. Ви благодарам.